Добро вечер на сите, да ви се заблагодарам за присуството. Добро вечер Новосело, добро вечер ВМРО ДПМН, добро вечер Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро вечер за дамите на ВМРО, за Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Добро вечер за Унија на ветерани, добро вечер за сите членови, симпатизери, добро вечер за сите добронамерници кои што сакаат да не слушнат вечерва. Бев тука пред 2-3 недели и живи ми се останати неколку слики кои што ги забележав тука. Се сведува на една работа. Недомаќинлук и неработа. Не можат тоа што е направено да го зачуваат, камоли нешто ново да изградат. Ова е овдека прекрасен парк, пон со ѓубре неисчистен. Фонтаната подолу не работи. Спортската сала пропаѓа, депонија станата. Игралиштата и тениско и останати ги јаде забот на времето. Такви во моментов ја водат Македонија. Па се прашувам често во себе, прв пат јавно ќе го кажам тоа. Затоа што не е така само во Новосело, секаде е исто. Бевме вчера во Прилеп заедно со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и истото го видовме и таму. За жал, истата слика, тоа што е изградено не може да го зачуваат, камоли ново да направат. Па се прашувам, гласно, ако во општините кои што ги водат, вака изгледа и е вака несредено, неуредено и гнасно, како ли им е дома? Како ли им изгледа дома? Што човек ако е педантен, педантен е и дома и на работа. Ако е чист и дома и на работа. Ако има ред, има и дома и на работа. Како ли им е дома и како живеат дома? Нема да продолжувам натака, да не влезам во непристојности, ама мислам дека одговорот на сите ви е јасен. Да одат секој ден на работа овдека во општинава, да го гледаат ова ѓубриште овдека, да ја гледаат фонтанава кај што не работи, да гледаат се запуштено и да не ги јаде нервоза затоа што од нив зависи да го средат тоа. Тоа се, како да ви кажам, недомаќини луѓе е благ збор. И истото, за жал, се случува во цела држава. Например, јавно се прашувам како Зоран Заев, кој ќе си оди дома на кај Струмица, не се нервира кога го гледа патов од Штип до Радовиш, кај застана 2016 година, таму и денесе. 2 камиони крупчиња вртат, као нешто работат, 3 години не е мрднато. Од него зависи, тој прв човек на владата, патот за дома не може да си го направи. Со таков човек имаме работа. Или, например, која ќе отиде во Муртино, во куќава од татко му, кој ќе ја гледа канализацијава и лево и десно како тече по улица. Не знам нервоза како него јаде вака летно време, кога луѓето се заболуваат од тие фекалии таму, а пролетно и есено време кога ќе заврне, не мора поголем дожд, среден дожд, кога се поплавуваат. Па не знам како нервоза него јаде да си рече ова од мене зависи, јас ова не можам да го средам. И не е ни од вчера, ни од завчера. 18 години е на функција. И тој и неговите пајташи. 18 години на функција, не знаат еден парк да исчистат, една вода во фонтана да пуштат, еден пат да направат. Со такви неработници имаме работа, за жал, почитувани пријатели. Покрај неработници арамии. Се гледам со пензионери, ми велат пензиите замрзнеа. Порано се качуваја на секој 6 месеци, сега нема ништо. На бање одевме без пари, сега ни пуштаат фактури, треба потрошувачки кредити ја земаме, за да платиме за тоа што сме биле на бања. Се гледам со млади, ми велат, имавме бенефиции, одевме на театар бесплатно во среда или во четврток, јавен превоз, помош на факултет и така натака, сега нема ништо. Се гледам со работници, велат, секој ден сме загрижени за нашите работни места. Платите несигурни, работните места уште помалци. Странски инвеститори нема за лек, во 3 години не дојде ни еден, домашните не се охрабруваат да инвестираат. А буџетот 4 милиарди евра. 4 милиарди евра буџет има Македонија, историски највисок
во историјата на Македонија. Се сеќавам во едни други времења 3 милиарди која помина буџетот, чуда правеа по собрание, на рап на инцидент дојде работата, сега 4 милиарди евра, ни А, ни Б, а пари нема за никого. Па јавно да прашам, кај одат париве? Кај се парите? Одговорот е јасен. По приватни джебови. Затоа нема за народот, затоа што ги крадат од прв до последен, ги крадат, ги цицаат и општинските и буџетските пари. Такви бандити, такви нерамени мајковци ја водат Македонија и на нив мора да им ставиме крај на 15 јули со масовна, огромна референдумска излезност. Потребна ни е огромна излезност. Над 75% додиме во Новосело да излезат сите кои што се тука, сите кои што живеат тука, за да го испратиме Зоран Заев на најтемните страни на македонската историја. Исто така, на 14 еден ден порано ги повикувам сите оние кои што се хронично болни, имаат срцеви заболувања, респираторни заболувања, дијабет и така натака, да искористат можноста и да гласаат дома, затоа што таа можност им се отвори со договорот кој што се постигна за определување на датум за избори. Да искористат таа можност, а сите останати на 15 јули масовно да излезиме и да ги испратиме во историјата. Уште неколку работи сакам да кажам тука од Новосело, нема да зборувам многу за програмата. Сакам неколку работи да кажам кои што така ми останале во глава поврзани со Новосело. Пред некое време со драги пријатели бевме во Швајцарија. Бевме во Локарно. Таму македонци новоселци се 25% од населението. Одлучувачки фактор кој ќе е градоначалник. Се шетаме и ми велат, абе, овој Боро Малборо секој викенд е тука со највисоки членови на семејството Заеви. Па да и прашам од овдека, шо бараат секој викенд во Швајцарија, во Локарно? Шо бараат секој викенд таму? Има и други туристички дестинации. Еве, знаеме, имаат многу пари, може да ги трошат вака за викенд. Има и на друго место кај да се оди на викенд. Што бараат секој викенд на исто место, на иста локација со години? Може ли да ни одговорат? Или ќе останат да молчат, па ние ќе провериме после 15 јули, затоа што едно од главните ветувања ни е испитување на потекло на капитал на сите политичари во овие 30 години од прв до последен. Да видиме кој работел честно, а кој не работел честно. Кој работел честно да се знае, да го поздравиме, да му честитаме, кој не, 70% да си се оданочи, како во секоја нормална европска држава, и кривична одговорност таму каде што има потреба и простор за таа работа. Со денови го повикувам Зоран Заев да излезе и да каже дали е во можност да го докаже потеклото на сопственото богатство и потеклото на богатството на неговото семејство, кое што во овие 18 години, колку што е вкупно на функција во Македонија, стана најбогато семејство во Македонија и на Балканот. Со денови го повикувам, со денови го нема, затоа што одговорот е јасен, ама законот ќе дојде, сакал тој не сакал, после 15 јули, после промените, и има сите да одговараат од прв до последен. Во земјоделието што ја изборувам? Гледате, од ден во ден, се полошо се цица маката на луѓето, се цица маката на народот, за 5-6 луѓе од зелената мафија да стануваат милионери, сите вие цицаат маката, ви го јадат трудот. Тоа е тажната вистина. Во едно време се отвараа откупни центри, сега тие откупни центри стануваат фабрики за марихуана. Во едно време имаше редовен откуп, сега мислат како на диво што повеќе да насадат и да прошверцаат овдека преку граница. Тоа е тажната вистина и за Новосело, и за Струмичко, и за Струмица, и за цела Македонија. И затоа ја повикувам на масовна, огромна излезност на 15 јули да ги направиме промените. Имаме тим, имаме луѓе, компетентни и одговорни, начело со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ и иден премиер на Република Македонија Христијан Мицкоски,